Почитувани присутни, почитувана македонска јавност, почитувана колешка Лукаровска. Да, во еден дел спомнавте делот од програмата што вам лично ви се допаѓа и драго ми е што владење на правото лично ви се допаѓа и ќе го поддржувате тоа. Сега, критикувавте дека нема надеж. Замислете, критикувавте влада која се уште не е именувана дека нема надеж. Баш напротив, има надеж. А зошто има надеж? Заради тоа што во овој состав нема луѓе или нема човек кој бил извршител на заев, кој ги штител фирмите на заеви, оние фирми што секој квартал беа на врвот на листата на должници за ДДВ. Во овој состав нема да најдете човек кој во пресрет на локалните избори во 2021 година потрошува 440.000 евра за привремени вработувања. Во овој состав нема да најдете човек кој противзаконски со службени возила се движел на партиски настани. Во овој состав исто така нема да најдете човек кој го познава Зуле Кармзова од Струмица или пак Екзон Бериша од Косово. Може би ви звучат познато, сигурна сум дека ви звучат, заради тоа што се тие дел од најголемиот скандал со милиони евра кој се провлече во управата за јавни приходи. Тоа е само мал дел од она што вие го дозволивте во оваа управа за јавни приходи да се случува. Почитувана колешке, додека ја попласувавте државата, вие бевте замижани кон одговорноста. Вие бевте замижани кон тоа да ја барате одговорноста од сите кои тогаш ги именувавте. Замижани бевте додека со вашето криминално работење ја уништувавте и вашата партија и Македонија. Но сега е време да отворите очи и да внимавате од која страна одговорноста ќе ве стигне, затоа што седите во редови каде сигурно одговорност ќе има кај многумина од вас. Ви благодарам.